Валентина, ако матицата е таа која што е многу значајна за производството на мед во една пчелна кошница, колкава е улогата на жената во домакинството или во фирмата која што се бави со производство на мед? 8 години си веќе дел од семејниот бизнис. Јас сум скоро 8 години активна, меѓутоа и пред тоа помагав. Мојот сопруг активно се занимава веќе 20 години со пчеларство. И само тоа веќе прераснавме во семеен бизнис. Јас активно се занимавам скоро 8 години, така да доста помагам во пчеларството. Произведуваме доста производи. Кои се тие производи? Освен медот, ливадскиот мед, произведуваме перга, полен, восок, прополис. Значи тие се производи пчелни што се произведуваат од пчелата, исто се произведува и пчелин отров. Ние не сме отпочнале, меѓутоа планираме во иднина да произведуваме и пчелин отров. А во иднина имаме намера да отвориме тоа следната година, ќе биде и апикомора. Што значи апикомора? Апикомора, тоа е една дрвена кутичка, да објаснам како изгледа, дрвена кутичка изработена само од природни материјали. Внатре се внесуваат кошници за пчели, со пчели и кои што немаат директен контакт со луѓето што вршат инхалација, преку инхалатори вдишуваат воздух од кошниците, директно од кошницата. И сега пчелата што произведува внатре мед, полен, матичен млеч, прополис, сето тоа го вдишува човекот преку инхалаторите. Тоа сакав да кажам дека матичен млеч исто ние произведуваме доста. Значи познати сме по тоа дека матичен млеч кај нас е доста квалитетен. Во тоа многу ни помагаат нашите два сина, Никола и Бубе. Поготово они повеќе во големиот дел го работат. Ние помагаме околу матичниот млеч, така да тоа ни е, значи тие се производите кои што ги произведуваме во моментов. Значи во година ќе произведуваме и пчелин отров и апикомора ќе изградиме. Ќе имате. Постигнуваш резултати кога станува збор за надпревар, каде што македонската жена ги покажува своите афинитети и квалитети во развојот на бизнисот. Минатата година беше така во Струмица, таму 3 жени од Вардарски регион беа добитнички на Жени фармер. Така, на наградата Жена фармер, која што само ја заслужуваа во одредени области или категории од животот. Колку треба да си посветен за оваа работа? Доста треба да си посветен. Јас лани во Струмица на агросајмот добив таа титула Жена фармер во пчеларството. Значи имаше оценување според тоа колку сме активни во жените што бевме во таа конкуренција, колку сме активни во пчеларството. Наведовме се што работиме и така да јас според тоа ја добив таа титула Жена фармер во пчеларството за 2024 година. И сега што предстои во иднина на жената фармер или на жената која што чисто производи од семејната фирма освојуваат награди. Има ли некој исто така некое надпреварување кое што е надвор од границите нели на да речеме на Западен Балкан, кој што би можел да биде примамлив за вас? Рековте во Белград дојдоа италијански производи. Дали македонските производители размислувате да се појавите да речеме на европскиот пазар? Размислуваме, да, меѓутоа сега не е возможно најверојатно. Учествуваме во Босна, нели доста како што кажа претходно, во Србија и во Македонија, а доколку би можеле би учествували надвор од нашот нели на европските пазари, да. Добивате за тоа некакви си помошти од страна на државата? Мотивира државата понекогаш во одредени да речеме кај виното, тоа е многу изразено. Дали има мотивација во финансиска се разбира, за да отидете да го представите вашето производство и да го пласирате на пазарите надвор од Балканот? За тоа сега нема некоја помош за да учествуваме. Тоа ние самостојно си учествуваме кога сака и на кој сака надпревар. За тоа помош државата. А добро би било да го има? Да, добро би било да го има сега. И каде е македонскиот за крај мед во споредба со на кое тоа ниво се
наоѓа, освен со соседството, малку пошироко, дали имате информации? Македонскиот мед, како што кажа, сега на надпреварите, значи се оценува највеќе, сега е на овој надпревар, пошто беше прв оваа година. Цело време се зборуваше за македонскиот мед, значи најквалитетен беше македонскиот мед, прополисот исто така, од комисијата беше кажано дека најдобар прополис се произведе во Македонија. Исто и сите други производи, матичниот млечен најквалитетен во Македонија, значи нашиот мед од Македонија е многу добар. Ти благодарам. Благодарам и јас те.